почитувани представници на медиумите, ВМРО ДПМН во претходните мандати покажа дека знае што е потребно за остварување на економски раст, дури во услови на сериозна светска криза и европска должничка криза, кога предизвиците дополнително го отежнаа процесот на креирање на нови работни места. Она што го наметнавме како стандард беше постојана посветеност за развој и поддршка на приватниот сектор, преку ниски трошоци за фирмите за работа, на тамошно подобрување на бизнис климата, на тамошна изградба на економската инфраструктура, патишта, железници и енергетика, како и поддршка за подигање на иновативниот капацитет на фирмите. Во новата програма, ВМРО ДПМН ќе продолжи во континуитет да им дава силна поддршка на домашните компании во вид на субвенционирани кредити, ниски даноци со нула стапка за данок за реинвестираната или задржаната добивка, како и значително да ја подобруваме бизнис климата и условите за водење бизнис. Од проектите кои што се вклучени во програмата и кои се надеваме дека ќе представуваат значајна поддршка за компаниите, би издвоил неколку. Како прво, тоа е кредитната линија за поддршка на малите и средни предпријатија, односно преку Македонската банка за поддршка на развојот, проект во соработка со Европската инвестициона банка, обезбедивме исклучително поволни кредитни линии и за овој мандат на располагање се износ од 100 милиони евра со познатата ниска субвенционирана камата од 5,5% на годишно ниво, што е најниска камата во земјата. И овие средства во текот на 2014 година, како и следниот период, ќе бидат достапни за располагање на малите и средни предпријатија. Чисто да подсетам, до сега преку 800 компании искористили средства од оваа кредитна линија и неколку илјади работни места се креирани со помош на истата. Следен проект што би сакал да го спомнам е проектот за Фондот за иновации. Имено Фондот за иновации представува историски чекор во Република Македонија кон поддршка на иновациите и главна задача е да го подигнеме иновативниот капацитет на македонските компании и нивно комерцијализирање, односно оние иновации кои што македонските граѓани ги имаат и македонските компании ги имаат да претрпат што порано процес на трансформација од иновација во комерцијализација. За таа цел Фондот за иновации ќе има 4 финансиски инструменти преку кои ќе се доделуваат парични средства на македонските компании и тоа ќе има грантови за почетни, за стартап компании или за спин-офф компании од постоечки компании и иновации во максимален износ од 30.000 евра. Овој инструмент ќе биде наменет за новоосновани микро и мали предпријатија со цел потикнување и имплементирање на иновативни решенија и поддршка на компании кои имаат висок потенцијал за раст, како и пренесување на резултатите од научните истражувања во апликативни, односно комерцијални активности преку формирање на спин-офф компании. Нешто што како тренд постои во светот, но време е истото да се направи кај нас. Вториот инструмент по проектот Фондот за иновации е давање на грантови и заеми за комерцијализација на иновации во максимален износ од 100.000 евра. Овој инструмент ќе биде наменет за финансирање на мали и средни предпријатија со цел на реализирање и имплементација на иновативни решенија, иновативни процеси и воведување на иновации кај компаниите, како и поддршка на компаниите кои имаат висок потенцијал за раст. Останатите два инструмента се грантови за трансфер на технологии до максимален износ од 200.000 евра и тоа е наменет за воведување на иновативни и напредни технологии во поголемите македонски компании, како и активноста за поддршка на формирање на акцелератори до максимален износ од 500.000 евра. Тоа се компании кои што им помагаат на малите компании или на луѓе иноватори да ги комерцијализираат своите иновации. Исто така ќе има инструмент, иако тој не е еден од главните, за давање на средства за техничка помош на компаниите во износ од 5.000 евра. Следен проект кој исто би сакал да го напоменам од програмата е практично завршувањето на проектот Топ менеджмент, проект преку кој менаџери од македонско извозно ориентирани компании им обезбедувавме прво теоретска обука во Република Македонија и потоа практична обука во компании во странски развиени земји. Во текот на 2014 и на 2015 очекуваме околу 160 менаџери кои ја завршија теоретската обука да посетуваат практична обука во високо развиена европска земја. Комплементарен со проектот Топ менеджмент е проектот Странски експерти за македонски компании, кои што така се во фаза на реализација.
Со него се работи на јакнење на капацитетите и знаењето на домашните компании, односно ќе продолжиме со обуките од странски експерти во согласно со интересите и потребите на компаниите. Тоа е проект каде што се носат странски експерти во домашни компании, некој пат во неколку компании истиот експерт оди од истата индустрија со цел да се подобри конкурентност, ефикасност и стандардите на работењето кај овие домашни компании. Се разбирам, но кај што може, овие странски експерти треба да помогнат и во пристап на нови пазари. Исто така ќе продолжиме и со проектот за, односно следна фаза за реализација на соработката на домашните компании со странските инвеститори, она што го најавивме за компаниите кои би требало да во слободните економски зони да бидат лоцирани, како тие да ја зголемат соработката со домашните компании. Предвидуваме неколку активности. Ова е веројатно нешто што ќе се проширува како проект во иднина, но за сега замислата е дека прво ќе го улесниме процесот на добивање на меѓународни сертификати, со што квалитетот на производите што се произведуваат во домашните фирми би бил на уште повисоко ниво и да може да станат добавувачи на компаниите во зоните. Ќе се ревидираат и процедурите за достување на стоки и услуги во слободните економски зони. Ќе продолжиме со организирањето на директни деловни средби помеѓу странските и домашните компании, а преку Македонската банка за поддршка на развојот ќе се овозможат и поволни финансиски средства за купување на опреми и машини со кои домашните компании ќе може да ги произведуваат производите кои што потребни за овие инвеститори. Силно веруваме дека предвидените проекти значајно ќе го помогнат домашното стопанство, бидејќи целта на ВМРО ДПМН е да создадеме модерна економија која ќе конкурира на европските и на светските пазари, што во крајна линија ќе значи нови работни места и подобар живот за македонските граѓани.